Ние добивме многу малку средства за театарската дејност. За 3 премиери добивме 2.700.000 денари, што се многу малку. Да кажеме во споредба со другите театри, кога јас никој пат не сакам да споредувам, меѓутоа кога се однесува за средства би требало да се споредува. На Битола добива 8 милиони, Драмски театар добива 6,5 милиони денари, или театарот во Гостивар, во Тетово добиваат повеќе од 6 милиони денари, така да мораме да реагираме. И на ваков начин, на вакви емисии. Министерот ви беше пред некој ден овде. Зборувавте ли за овие прашања, бидејќи на моите, таму бевме како новинари, го избегна одговорот министерот. Што ви рече за затворени врати? Да. Вака, хендикеп на Министерството за култура е што во последните 3 години се сменија 3 министри. Знаеме дека имаше многу промени во тоа министерство и овој министер ја реализира програмата од претходниот. А претходниот министер беше, Асаф Адеми, беше ми се чини околу 6 месеци, така беше министер, дојде ја подели програмата, ги направи поделата на средствата и замина. Сега овој министер мора да ги вади врелите костини. Ние секој пат го притискаме, секој пат правиме дописи, средствата се малку, бараме допуна на средства, бараме дополнителни, и не само во театарската дејност, тоа се случува и во музичкиот сектор и во ликовната дејност. Морам да напоменам дека годинава за Струмичката ликовна колонија добивме само 100.000 денари. А со 100.000 денари се купуваат само платната и боите. Каде е сместувањето, храната и ред други работи кои следуваат во организација на ликовна колонија. Значи мораме годинава максимално да се заложиме и пред Министерството и пред владата да обрнат внимание на Центарот за култура во Струмица.